Почитувани гледачи, добар ден со ново издание на Аргумента Плюс. Гостинка во него е поранешната председателка на Државната комисија за спречување на корупцијата и воедно почесен председател на Transparency International Македонија, Слажена Тасева. Тасева, добар ден и благодарам што ја прифативте поканата. Добар ден и ви благодарам за поканата. Така првпат по долго време, еден извесен период не бевте во државата поради активности на меѓународен план, меѓутоа еве повторно сте тука, па затоа моето прво прашање ќе биде дали гледате некаков напредок. Еве нема да ве прашам општо, меѓутоа во оној дел што вие долги години го работите и сте професионалец практично во делот на борбата со организираниот криминал и корупцијата, владењето на правото. Дали гледате некакви поместувања? Поместувања, да, меѓутоа не натам во правец во кој што треба да одат. За жал, според моите согледувања и она што можев да го следам од надвор, некако процесите стално се реверзибилни, одат наназад. Не во насока на што ни се укажува и со извештаите од Европската комисија и со многу извешти и други, Греко исто така, со работењето на различни проекти кои што се тука да дадат поддршка на нашите институции. Постојано имаме ние правилни смерници и укажувања за тоа како треба да се оди понатаму. Меѓутоа некако надвладува, пак ќе кажам, се сведува се на политика и на интерес. Затоа што да се вратат назад одредбите од кривичниот законник или да се смалат санкциите за кривични дела кои што се исторени во рамки на извршување на службена должност, тоа се директно коруптивни кривични дела. Значи директно се засега во ефективноста во борбата против корупцијата. Ние немаме разрешница на случај на висока корупција или организиран криминал. Ке слушнеме во медиумите, ке се објават вести, ке се притвараат, ке има акции, меѓутоа нема завршница. Долги години траат некои постапки. Јас неодамна реагирав и за постапките во врска со Скопје 2014. Ние во 2012 година ги доставивме сите извештаи од нашата ревизија. До ден денеска ние немаме исход исто така во тие постапки, иако знам и денеска имаше рочиште за тоа, меѓутоа со намалување на казните дел од обвинението отпадна. Така, дел од обвинението Значи, процесите се реверзибилни. За жал, работата на антикорупцијската комисија исто така не оди во насока на подобрување на работењето на комисијата, а едновремено тоа би значило и подобрување во борбата против корупцијата. Имавме состојба која што беше непопуларна, да има недостаток на интегритет во самите членови на комисијата. Ти нормално не можеш да избереш човек кога се бира на функција, се бира според она што моментално се гледа или спрема минат труд, меѓутоа интегритетот за кој што секогаш сум велела не треба да се црпи од комисијата, треба таму да се влезе со интегритет. Се покажа дека недостасуваше, што за жал негативно се одразува на работењето на комисијата и уште повеќе не е добро, се обидувам да бидам блага во моите искажувања, дека комисијата е многу невидлива. Има состојби и ден денеска за кои што таа има надлежности, треба да се произнесе, треба да биде тука, да дава насоки, да реагира на основа на своите законски надлежности. Дали е тоа трошење на јавни пари или како се водат постапките. Значи има многу работа, судири на интереси, поврзаност на функционери со одредени други состојби. Значи има многу работа за комисијата, меѓутоа за жал и тука повторно одат работите наназад и се надевам дека сега со новиот председател не го видов уште да излезе јавно, но се надевам дека ќе се охрабри малку повеќе. Така, споменавте неколку теми, неколку пунктови, се она што говори
дека не ни оди добро на планот на борбата со организираниот криминал и корупцијата. Велите не има во сите извештаи и во едно и во овој денешниот кој што нели беше бранет од страна на известувачот за Македонија Вајц во Европскиот парламент. Ќе се навратиме повторно за делот за белешките баш на овој план и каде што се препорачува нов закон, нов кривичен закон, бидејќи ово е менуван неколку пати и некако како во служба на политичките партии час си ги преправаат членовите кога треба. Еве знаеме нели во 2023 тие промени што настана кога делото 353 нели беше со поблаги казни каде тоа дело и поради тоа и падна и многу други дела што ги водеше и самото СЈО и како и да е. Тасева велите за Државната комисија за спречување на корупцијата е веденове на јавна расправа, односно јавно е ставен документот стратегијата за борба со корупцијата во делот што ја тангира и самата комисија за спречување на корупцијата. Имаме информации дека во изработката на тој документ, се уште предлог документ, не бил вклучен ниту еден од поранешните антикорупционери, предпоставувам нити вие не сте биле вклучени. Како тоа допира до вас? Зошто да не бидете вклучени ниту еден, бидејќи од практична причина ќе сте кажеле, да речеме, за подобрување на одредени пунктови или како нешто, да речеме, да е по-ефикасно, да речеме, справувањето со одредени нели аномалии што се прават од страна на поединци носители на јавни функции. Да, ова е навистина коинциденција. Јас овде дојдов од состанок со членовите, поранешни членови на Државната комисија за спречување на корупцијата. Ние само иницијативно денеска се собравме и да се видиме, тоа го правиме секогаш кога имаме прилика. Така убаво е сето тоа се. Меѓутоа, целта на денешната средба беше да поразговараме за новата стратегија за борба против корупцијата, која што ја видовме дека е објавена за јавна расправа. Јавната расправа е отворена до 8 овој месец и ние некако решивме само иницијативно да погледнеме што пишува таму во тој текст и да видиме дали можеме некако да придонесеме за подобрување. Не знаеме дали тоа ќе вроди со некаков плод, дали ќе има резултат, меѓутоа сепак ние сметавме дека Браво, за пофалба се разбира. Со оглед на искуството кој што го имаме сите ние, добро е да погледнеме. Една од темите беше и континуитетот. Дали постои континуитет меѓу претходните и сегашната стратегија, начинот на кој што е дизајнирана, начинот на кој што е работена, дали се вклучени навистина институции, луѓе кои што знаат за определени теми. Немавме многу информации за тоа со оглед на фактот дека не биле вклучени ни другите членови. Јас не ни очекувам, не бев тука во тој период. Меѓутоа, мислам дека не е доцна и се надевам дека вака ќе продолжиме. Ќе биде ова на некој начин поттик да се погледне и од сите кои што можат да кажат нешто во однос на подобрување на стратегијата, затоа што борбата против корупцијата е голем проблем. Мислам дека повеќе треба се нагласи малце, дека треба се зајакне улогата и на комисијата и понатаму правосудниот систем и одредени области кои што таму се зафатени, кои што сериозно ги засегаат граѓаните. Мислам дека е добро и треба да се вклучиме, да не седиме на страна и да чекаме нешто да се случи. Дури само иницијативно, да речеме, и дури кога е тоа без покана. Тоа апсолутно без покана и апсолутно ние самите, бидејќи таа тема не интересира. Сме живееле со тоа и сме го работеле тоа и сметаме дека не знаеме дали ќе биде од полза, меѓутоа сепак да видиме дали можеме ние нешто да направиме. На прва вака сигурно дека извештајот треба долго да се прочита, претпоставувам дека и обемене. На прва вака каде гледате дека може да се интервенира или дека нешто треба да е подобро направено? Види, тоа е, бајки се големи тие документи и стратегијата и претходно методологијата која што е правила, анализата на ризици, се доста се содржајни, меѓутоа мислам дека треба да се зајакне она што го викаме ударна тупаница. Значи да има поголем ефект од таа стратегија, таму каде што треба да се постигне, да се зајакне
и улогата на антикорупцијската комисија, да се зајакне и улогата на оние што ќе вршат надзор над спроведување на законите, кој е тој што треба, улогата, одговорноста на секој носител на функција за тоа што му е работа. Значи само треба да се засили. Мислам дека е премногу разводнета, многу содржина, меѓутоа треба да се има и суштина, меѓутоа нема ударна сила. Мислам дека треба многу појаки да бидат пораките кои се праќаат преку таа стратегија, дека ние сме решени овој пат на вистина да се бориме против корупцијата. Тука е и правосудството, тука се и областите градежништво, екологија, здравство, кои што се исто така чувствителни, спроведувањето на законите, инспекцијските служби. Сето тоа е опфатено со многу содржина, меѓутоа мислам дека може да биде малку постегнато и со појасна порака. Така. Еве, додека сме на оваа тема со борбата со корупцијата, дел од извештај што рековме денеска помина на Европскиот парламент беше дискутиран, вика со загриженост се забележува дека не е постигнат никаков напредок во спречувањето и борбата против корупцијата и дека корупцијата останува распространета во многу области. Нагласува дека останува значителен и необјаснив јаз помеѓу формално објавените истраги за корупција и судските наоди за вина во случаите на корупција на високо ниво. Ја повикува владата на Северна Македонија да го подобри спроведувањето на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси и да усвои нов кривичен законник во согласност со законодавството на Европската унија и со меѓународните стандарди. Еве, ова е тој делот што се однесува на тој повик за повторно борба со организираниот криминал и корупција. Ние имавме и многу убав роковник дадено и, како да кажам, систем со чекори како треба да се направи од страна на господинот Прибен, кога дојде и констатира дека државата ни е заробена држава, тоа значи заробени институции баш поради корупцијата. Меѓутоа, нити видовме исполнување од тој извештај, нити ништо. Кој кочи борбата со корупцијата тасева во државата? Кој не сака да има навистина, таа ќе постои, не дека не може 100% да се исчисти ниту организираниот криминал, нити корупцијата, меѓутоа ние навистина не гледаме, особено зборуваме за оние капиталци, оние носители на висок криминал и корупција во државата. Не гледаме разрешница. Влада е систем на неказнивост некако во тој дел. Точно така, за жал, обстојува тој систем на неказнивост. Се во ова што денеска, еве, сега го прочитавте од денеска објавениот извештај од Европската комисија, да, и мислам дека тоа се истите работи кои што ние ги повторуваме веќе со години. За жал, ние сме единствената држава која што во извештај од Европската комисија е и формално означена како заробена држава. Ние понатаму зборуваме за закони по мерка, затоа што именувањето на кривичниот законник што се направи во последните 2 наврати беше токму тоа, за да се постигне определена политичка цел, а не за да се постигне владење на правото. Значи, состојбата на... Тука се согледува и кооперативноста на двете најголеми партии, најдолго што владееле. Владењето на правото не успеа да си го најде своето место, да има примат. Значи тоа треба да биде столбот на државата. Држава во која што има владење на правото, подеднакво за сите, само таа држава може да оди напред. А ние имаме состојба на неказнивост, поготово на предметите на висока корупција, таму каде што најмногу треба да се работи, да се очекува. Ќе видиме состојби на казнување на некои помали случаи, меѓутоа тоа не е доволно. Не само во кривично-правниот дел, еве да кажеме нема случај на висока корупција или случај на организиран криминал на кој што ни се укажува постојано и за кој што имаме укажувања и од надвор и дома. Состојбите ги дискутиравме неодамна во јавното обвинителство, дека и понатаму останува тесно грло во таа кривично-правна процедура. Проблемите со капацитетите на јавното обвинителство, со ресурсите, со потребата да им се обезбедат средства, ако државата е
сериозна дека ќе се справува со корупцијата, тогаш тука треба да биде приоритетот на спроведување на законите, подеднакво да се контролира и од страна на инспекцијските служби, затоа што не е кривично дело. Имаме многу други сфери каде што ние некако стана пракса да не се спроведуваат законите. И таму каде што треба да делуваат инспекцијските служби, и таму каде што треба да делува Државната комисија за спречување на корупцијата, дури неодамна или денеска прочитав дека изјавите за имотна состојба или судир на интереси на пратениците се доверливи документи. Тоа не може да биде. Мислам дека има многу теми за кои што треба да разговараме за спроведување на законите. Понатаму работата на правосудниот систем, улогата на собранието како надзорен орган, но најударно е владењето на правото. И во граѓанските постапки има проблеми, каде што исто така постојат проблеми со влијанија и со групи или влијанија, така, тоа е веќе и констатирано и утврдено и во определени постапки. Меѓутоа во кривично-правните предмети, во кривичните веќе почнува да се меша политиката со менување на законите и би требало тука најмногу да се влијае. Да се обезбеди целосна независност на судството и на јавното обвинителство, вклучително и самостојноста таа нивна во работењето. Треба средства. Да речеме така, да. Интегритетот, кажав веднаш, не може ние да го наметнеме. Меѓутоа, можеме да помогнеме да можат и тие луѓе таму, кои што се луѓе, кои што имаат интегритет, да застанат на одбрана на својот интегритет. Значи, тие се уште се во слаба позиција, и финансиски, и општествено незаштитени, и ние мораме да обезбедиме, постојат различни начини како треба да се обезбеди функцијата јавен обвинител да се обавува непречено. И од аспект на тоа да има пари за сите вештачења и истрага, затоа што сега станува се поскапо да се водат истраги, затоа што се пософистицирани се формите на криминал. Сите користат и технологии и вештачка интелигенција, а ние се бориме на кој начин со тој вид на криминал. Значи, ова е сериозна тема и тука треба да се застане, да се каже и ке владе подеднакво за сите. Нема да постои селективност или нема да постојат недопирливи. А што за жал, во сите овие години тука е главниот проблем. Политичките партии некако како да немаат волја, рековме си владе кооперативност помеѓу нив, ние ќе ве заштитиме вас, па утре други ден вие кога ќе дојдете на власт. Дали предолгото владење, да речеме, 35 години сега ќе одбележиме, нели, во септември, најавена е помпезно, нели, сето тоа да биде со многу случувања низ државата, со представници така од меѓународниот музички свет тука во државава, сето е тоа убаво, меѓутоа тоа е медот од озгора. Меѓутоа кога ќе се загребе малку под медот, еве со што се соочуваме и како се соочуваме. Дали сметате дека предолгото владење или менување на власт едни со други, дека си го направило тој систем и на во институциите, нели, послушници на некој начин? Сервилноста сигурно е присутна меѓу вработените и... Видете, предолго владеат и во други држави истите партии се менуваат, политички опции. Меѓутоа, системот кој што треба да застане во одбрана на владење на правото функционира. И тоа е разликата. Значи, ние во друга држава, кога ќе слушнеме дека се случил скандал корупцијски, веќе набргу за месец-два слушаме дека случајот си зима тек и набргу после тоа има разврска, има оставка. Кај нас и тоа не можеме да го видиме. Дури во ситуации на судири на интереси, нема таков морален чин, точно, или морален чин. И ние некое време векавме дека постои политика на ненапаѓање. Токму тоа, денеска јас нема тебе да те истражувам и да те гонам, оти утре па ти ке доеш на власт и треба исто така јас да бидам заштитен од прогон. Меѓутоа, политиката треба целосно да се тргне од институциите, односно од обвинителството, од судството,
А за тоа не се виновни само политичарите. Значи, и од другата страна не може да се дозволи тоа. Значи, треба да се застане на одбрана на интегритетот на професијата, на институцијата, во одбрана на правото. Секој што е таму да си ја работи работата како што треба. Притисоци имало и во наше време, притисоци сигурно има и сега, меѓутоа треба да се застане на она што е функција, а таму кај што има проблем треба за тоа да се реагира. Треба да се каже, може би зборувам како човек кој што е од надвор, а друго е знам како е да си внатре во институција, кога едноставно од сите страни ти доаѓаат пораки и кога треба да размислиш дека имаш семејство или дека може би нешто ќе ти се случи ако не ја испочитуваш или може би ќе изгубиш работа. Ние сме имале случај на разрешување на суди без соодветно образложение. Значи, политиката е многу битен фактор. Еднаш мора да се појави во оваа држава некој државотворен фактор, кој што ќе ги определи кои се приоритетите, која е визијата за оваа држава. Ние во ниту една област не можеме тоа да го препознаеме и сите овие препораки кои што не се од Европската комисија повторно не враќаат назад. Значи, од сите страни укажување дека проблемот е овде и во нас, се уште во неспроведување на политиките за борба. Така, дел од јавноста очекува дека нас и меѓународниот фактор, странците ќе ни го решат проблемот, меѓутоа они можат само да укажуваат, не и да учествуваат во решавањето на проблемот. Мислам дека се поотворено кажуваат дека нема да се занимаваат со нас. Веќе, да. Да, и тоа е јасна порака. Оставени сме сами на себе. Ние колку и да зборуваме еве политичарите, еве носителите на функции, мислам дека и граѓаните треба еднаш да побараат повеќе право и правда и повеќе демократија и подобар пристап до вработувањата и работните места, да не биде се организирано преку политика и да биде врзано со тоа дали познаваш некого и дали си член на партија, туку со компетенција. Проблем кој што сигурно ќе биде спомнат и во овој извештај нашето образование. Значи, корупцијата ни го уништи и образованието. Кога почна да се отвараат приватни универзитети кои што не исполнуваат услови. Сега се затвараат, еве сигурно слушате, мислам. Меѓутоа, што се случи? Се загрози доброто образование кое што постоеше претходно и кое што беше солидно и добро изградено и имаше вредности тој тип на образование и критериуми, академски вредности се разводни, се расплина, стана важно колку студенти ќе имаш, а не колку ќе биде квалитетно образованието. И од тука ни трга се. Кога ќе гледаме во секој сектор, ние покрај тоа што велиме се вработуваат партиски, а велиме дека се вработуваат и нестручни и некомпетентни. Точно. Кои што не можат понатаму да го носат овој товар кој што ние го имаме. Значи, треба да имаме солидни институции кои што ќе можат да ги спроведат овие реформи. Оти ова не е само нешто на хартија, ова нас не чека. Ние треба да се зафатиме со работа. Така, 35 години помина, ние требаше више да ги завршуваме сите овие реформи за завршница да зборуваме, а не дека до прв нешто треба да правиме. Навистина, мислам, изгубени години, изгубено време, изгубени генерации, многу луѓе се надвор, многу луѓе кои што треба на позициите не се и обратно, и тоа еве и вие. Го спомнавте образованието, господиот Тасева, вие и бевте дел од академската фела своевремено, работевте и во Министерството за внатрешни работи. Еве, вчера министерот за внатрешни работи повторно кажа, предпоставувам сте го слушале, околу начинот на образование на полициските кадри. Знаеме дека средното полициско образование подолг период, повеќе години не работеше, се одеше со систем на курсеви. Дали е тоа доволно? Што мислите еве во тој дел? Да, ова е една од темите, бев дел од образованието, бев и директор на Полициската академија. Точно, да. Во периодот кога се донесе тогаш новиот закон за Полициска академија. И точно тоа е една од темите која што јас ја слушам, можеби затоа што сум била во таа сфера, и во Министерството за внатрешни, меѓутоа и во образованието за полициските службеници.
И размислував кога го слушав исто така, минатата вечер го слушав синоќ министерот Тошковски како зборува со гордост дека ќе се воспостави повторно систем на образование со средно училиште. Мислам дека малку таа работа не одговара на денешното време. Ако ние денеска имаме повисок степен на образование на населението, средните училишта беа во ред во периодот на поранешна Југославија и таму некаде до 80-тите години, кога образованието на населението беше такво, кога полицајците беа позорникари кои што одеа низ улиците и ние сите ги познававме, кои што знаеа кој кога има слава или роден ден и кој кај кого оди. Меѓутоа, сега зборувавме и пред малку за високо софистициран криминал. Точно. Криминал кој што бара различни типови на знаење. Предходно знаење, кој што е стекнато преку универзитетско образование. Јас бев во тој период и подпредседател на Асоциација на европски полициски коледжи и донесовме една многу убава твининг програма со колегите од Холандија во полициската академија. И ставот беше дека со високо образовани граѓани и оние кои што се бават со криминал, треба таков тип и на полиција за соодветното одговори. И полициското образование е издигнато на ниво на универзитетско образование. Обуките кои што ги организиравме и тогаш се за почетници 1 година, сосема соодветно време да можеше да се стекнат со потребните познавања од тоа што значи да се биде полициски службеник, затоа што полицаецот работи по основа на повеќе закони и има посебни правила на однесување и така натаму, меѓутоа тие луѓе имаат и свое и освен тоа се работи на специјализација, се работи на континуирана едукација, некој сака да помине од еден тип на криминал во друг или потребно е понатаму усовршување поради развој на криминалните активности во делот на тоа како тие се одвива. Значи, мислам дека тука малку не е соодветно да се планира средно образование сега да се воспитава. Што мислите вие, господине Тасева, како треба да биде образованието на полицајци? Јас ќе ви кажам како беше тогаш. Јас тогаш не се согласив со тогашната влада и затоа и бев само еден мандат, иако институцијата беше многу успешна. Ја дигнавме од пепел. Направивме многу успешна институција во полициската академија и таа успехот беше на тоа дека имаше многу голема професионалност од почеток, од самиот избор на кандидати. Значи, независноста во изборот на кандидатите за полициски службеници. Тука се прекршија копјата, кога не можеше да се прифати дека треба тоа да биде независно и таму да влезат само тие на вистина што треба да влезат, без политички влијанија. И тука политиката рече ќе ставиме рака и ќе ставиме обуката внатре во МВР, за да можеме да контролираме. Значи, треба да биде независно, високо образование, издвоено од Министерство. И за полицајци зборуваме за Значи, денеска кога зборуваме за полицајци, дали се тие во униформа или се цивили, тоа треба да се високо образовани и високо стручни, компетентни службеници. Средното образование не е веќе доволно. Апсолутно, така, средното образование мислам дека треба да остане таму кај што било. Така. Господи Тасева, некако и тогаш почетник нели за полициската академија, прв председател на антикорупцијската комисија, некако сте се нафаќале на задачи нешто од почеток да почнете. Може би е, не знам, одлика на карактер, може би одлика на не знам на што, влегувате во нешто непознато, да речеме, разгазување на патишта. Добро, некој што може би предност дава, како и да е. Да се навратиме на Државната комисија за спречување на корупцијата, рековте дека низ времето таа знам, мислам дека околу 24 години има од постоењето,
Од 2002 отприлика 2002 некаде. ноември. Знам дека беше така со добри коментари примено во јавноста, нешто како институција која што еве сега ќе надмине све, ќе реши се, некако слично беше расположението на јавноста тогаш и на сите, и исто како некако со специјалното јавно обвинителство, еве сега ќе дојде, ќе не ослободи, ќе ги стави зад решетки тие што заслужуваат да бидат зад решетки, така, меѓутоа некако низ годините како сета таа доверба да падна. Дали еве и овие случаи како во антикорупцијската комисија со претходната председателка Димитриевска, мислам дека беше, нека ми прости ако лошо го кажав презимето, дека некако го абат тој кредибилитет во јавноста. Знаете, ние почнавме од нула и без канцеларија, без буџет, без луѓе вработени. Меѓутоа почнавме со волја да направиме нешто. 7 членови и 1 вработен во секретаријатот и тогаш не беше веднаш поддршката тука, него се сметаше дека се направи комисија за да не се сработи ништо. Тоа беше така, се сметаше, ако сакаш нешто да остане незавршено, така, формирај комисија така, да. и така ќе остане. Меѓутоа ние се зафативме за таа работа, имав среќа да бидам дел од еден таков тим на вистина високо професионални колеги кои што се вложувавме таму и беше тоа непрофесионална институција, ние сите работевме таму. После нашата редовна работа ги носевме предметите дома, но постоеше волја и постоеше интегритет. И можеби ако сега зборуваме дека треба ресурси, и ние сме немале ресурси, ама сме имале волја, знаење, интегритет. Многу е битно да бидеш подготвен за нештото за што се нафаќаш. Јас така и станав први председател, кога седнава, јас бев дел од тимот што го пишуваше законот за спречување на корупција и само што беше формирана Transparency International, ја формиравме во 2000 година и некако темата корупција ми беше позната и членовите рекоа, еве, бидејќи вие најмногу знаете што треба тука да се прави, најмлада бев во составот, бев првиот председател. Мислам дека тоа е поентата, дека треба да си спремен за тоа за што се нафаќаш. Имаме ние искуства многу со луѓе кои што не се нафаќаат за работи за кои што не се подготвени. Меѓутоа и треба да се има тим. Тим на добри луѓе со кои што ќе се работи добро. Она што го гледам денеска е прво се ставаат неподготвени луѓе, после тие неподготвени луѓе ставаат некадарни до нив, за да тие останат така, нели, важни во остварувањето на својата функција. После тоа, за жал, се случи назадување на работата со комисијата, па се случи повторно унапредување со колечката Билјана Ивановска и составот. Да си даде свој печат, нели, на функционирањето. Ама и составот тогаш, и Владо, и беше, Совка, и така, сите тие да. шемси, луѓето кои што беа во таа комисија, исто така завршија убава работа, меѓутоа повторно сега наидуваме и за жал таа комисија во првиот состав кога ние работевме на определени случаи, одредени луѓе од владата ни викаа дека сме влада во сенка или дека не може така, ние стално да критикуваме тоа што го прави власта и настојуваат секојаш да стават луѓе кои што ќе може да се контролираат. Составот на чело со Билјана Ивановска беше првиот кој што се бираше во собрание и тука се постигна малце онака така транспарентност, независност и тие влегоа со волја и со интегритет. Секогаш се наоѓа начин да се стават работите под контрола, меѓутоа од моето искуство и од секој искуство можам да кажам се зависи од луѓето внатре. Може политиката да проба, меѓутоа не може да успее ако ние не ја дозволиме. А таа е многу битна институција во оваа држава. Ако проблемот со корупцијата е толку голем, со години расправаме за капацитетот на таа институција. Дајте ресурси, дајте капацитет. И тие нема ресурси, не беа преселени, не се вмрежени во системот и денеска најголемиот проблем, поврзаноста, ајде да не зборуваме за датабазите. Тоа е сега приоритет, нели, дигитализација. Прифаќањето од страна на другите институции. Не може обвинителот да каже јас не соработувам со антикорупцијска или некој друг да не ја достави информации.
Значи, се зависи и од луѓето внатре, и од тоа како ќе се искоординираат работите, меѓутоа системот мора да се постави така да функционира. И така многу мал број на случаи, да речеме, за кои што покренале антикорупцијска се нашле потоа нели или завршиле со обвинени од страна на јавното обвинителство, не знаеме зошто е тоа така, а не дека немало случаи со исклучок на оној на Иснифарис, мислам во ваше време дека беше, да, вие го работевте. И од тогаш ниту еден друг случај покрената, знаеме дека и Билјана Јовановска исто има кажувано дека доставиле тонови документација во обвинителство за одредени случаи, меѓутоа, еве, досега нема ништо. Тоа не треба така да биде. Неодамна ја слушнав Билјана која кажа дека преку 200 случаи комисијата од почетокот до денеска доставила во јавното обвинителство и дека немаат разрешница или многу малку од тие случаи, а можам да тврдам барем за тие што ние ги доставивме дека апсолутно требаше да бидат процесирани од страна на јавното обвинителство, беа солидно обработени од тимот во комисијата, кои што апсолутно беа луѓе кои што ја знаат таа област. И мислам дека тука затаи од самиот почеток, уште од првиот состав, во соработката помеѓу јавното обвинителство и комисијата, односно јавните обвинители одбиваат да соработуваат. Кои сте вие, не може вие да ни доставувате предмети и докази, а ние по закон можеме да бараме, можевме од тие сите институции да ни достават се што ни е потребно. И тие беа собрани на начин овозможен по закон. Меѓутоа, тука мора да се размисли дали може би треба нешто да се смени во моделот. Има држави или по големи ингеренции, извршна моќ некаква на ова антикорупција. Не, тоа сакам да кажам, по големи ингеренции има држави каде што во самата комисија седи јавен обвинител. Кај што од тука почнува соработката и од тука почнува начинот на градење на предметот, кој што некој ќе го води уште од самиот почеток, за да после се проследи. Значи, може би моделот треба да се размисли, да се дадат поголеми надлежности на комисијата и може би тука ќе треба исто така да се размислува за потребната компетенција што треба да имаат членовите и вработените во комисија. Така. А што мислите, Тасева, како да се охрабрат граѓаните да пријавуваат корупција? Речи си, во дел од институциите владае нели таа линија да пријавуваш корупција, меѓутоа граѓаните како да немаат доверба во институциите, тие и немаат доверба, многу е ниска довербата, дали тука го лоцирате проблемот за толку мал интерес, да речеме, да се пријавуваат случаи на корупција, или баш ова дека немаат никаква завршница, да речеме, никаков епилог? Да, за овој проблем постојано се зборува, зошто граѓаните не сакат да пријават и стално, пак ќе кажам, слушаме дека нели состојбите се добри или им помалку или поефикасни сме, ќе кажам дека ние имаме високи темни бројки во сите видови на криминалитет, па и во корупцијата, во сите оние кои што се врзани за економски, стопански криминал, па и други така, видови. тендери, јавни Значи, набавки, високи темни бројки и во тие видови на криминал можат да пријавуваат луѓе кои што дознаваат за тоа, меѓутоа не функционира пријавувањето, луѓето не се охрабрени, најмногу заради тоа што не гледаат исход. Ние како комисија тогаш добивме наеднаш првата година 1100 предмети. Зошто? Затоа што луѓето немаат доверба во институциите. Прво, и ако ти не гледаш од тоа што си го пријавил некаков ефект, резултат, луѓето најчесто пријавуваат кога нив лично ги засега. Меѓутоа, има и такви кои што пријавуваат нешто што е општествено добро или јавен интерес. Постои законот за заштита на укажувачи и тука ќе укажам по кој знае кој пат. Има варе јавното обвинителство, се дела за надворешно пријавување, не си ја прифатија функцијата и тука треба да се занимаваме со неспроведување на закони, ако веќе пишува во закон. Значи, заштита на укажувачите, заштита на луѓето што ги примаат укажувањата. Меѓутоа, секојаш треба да има фидбек, одговор.
што се случи по определена пријава или во определена состојба е пријавена неколку пати, тоа е преземено, дали ќе се каже некогаш и директно на пријавителот, и така луѓето ќе ја зголемуваат довербата во институциите. Вака никој не сака ниту да се замери, затоа што од друга страна многу се порозни институциите. Информациите не се чуваат како доверливи, веднаш ќе се знае кој пријавил, а и мала држава сме, кој можел да ја има таа информација и кој пријавил. Пак се враќаме на темата владење на правото, заштита на владењето на правото и заштита на луѓето кои што ќе се охрабрат да пријават. Но фидбекот е најважна работа, да има ефект. Така. Речи си, на крај сме на времето предвидено за емисијата. Сакав уште некој знаат да кажат дека кај нас корупцијата, високиот криминал се повеќе перцепција отколку на вистина. Реално бидејќи осуствуваат екзактни бројки, да речеме колку еве Македонија зборнавме 35 години јубилеј ќе славиме сега, а не знаеме колку изнесуваат, што велите вие, тие темни бројки на направен криминал. А насекаде го има околу нас. Еве, рековме, тендери, јавни набавки на сите страни. Да, тоа е дел и од стратегијата сега, како да се зголеми ефикасноста во откривање на корупција во јавните набавки. Тоа е дел од новата стратегија за борба против корупцијата. Мојата прва книга и мојата магистарска работа е на тема темни бројки на криминалитетот, и тогаш уште се во тој текст, во таа книга е констатирано дека корупцијата во институциите, во службите, МВР и тие другите што треба да спроведуваат законот, е еден од факторите за ниските бројки на откривање на корупција и организиран криминал. Мислам дека тука не сме се помрднале многу подалеку. Ние имаме високи темни бројки во сите видови на криминалитет. Мораме, како што рековме, да ги зајакнеме институциите, да обезбедиме видливост на текот на предметот. Не може да се чува, не може да не се постапува, не може да се влијае на задржување на предметот. Мора да постои одговорност кај оние кои што не постапиле. Значи, ако некој не постапува и не си ја извршува својата функција, мора да одговара за тоа и да каже зошто не. Значи, има многу работи што треба да се направат, но тоа е навистина голем проблем. И тоа го знаеме ние, значи јавна тајна, и секој ќе ви каже, дури, како да кажам, неодамна слушав во една дебатна емисија инспектор, инспекцијски надзор, кој што вели секаде постои тоа влијание и корупцијата е причина и за тоа што се сруши таму таа јамата, или не знам, затоа што секој настојува да стигне до некого за да не го направи тоа што треба по закон. Тоа што треба според законот. Значи, за жал нас и млади животи ни отидоа од нели. Така е. Мораме сите да станеме на тоа да бараме да се спроведува законот. Значи имаше пред уште кога се основаше Транспаренси, имаше еден проект владење на законот наспроти корупцијата, кај што владењето на законот треба да не биде како нормално, како што ќе огрее сонце денеска, не да мислиме како да се заобиколи. Да се заобиколи изгиот. Додека тоа не влезе во свеста и во мајндсетот на сите нас, и особено на тие што се повикани нели да ги спроведуваат законите, тешко дека ќе мрднеме. Денеска излезе извештајот на Државниот завод за ревизија за Академијата за суди и обвинители, исто доста неповолни, но тоа ќе го ставиме еве за некоја друга прилика, кога таму има доста нели промашување и непостапување по закони и избегнување на одредбите од законите и незаконско работење што останува за во други институции. Пораз до пораз на секаде, како да чепне човек. Ќе кажеме, реверзибилно убаво тргна и таа институција, за жал во последно време не може да обезбеди ниту доволно кадар, ниту еве и работите внатре не се како што треба, за ветингот се бега од темата, не сака никој да разговара, ама барем да застанеме зад интегритетот. Така. Убави пораки, таа сега благодарам што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс, еве прв пат по подолго време. Сега сте тука, па почесто ќе ја гледаме. Ми беше задоволство. Довидување и довидување на нашите почитувани гледачи. Фала ви за интересот.